Civil Media. Морам да признам дека уште од самиот почеток кога го слушам списокот на другите соговорници се почувствував малку недоволен да зборувам во присуство на овие великани на борбата против режимот. Поради неколку причини. Прво, поради фактот што притисокот на претходната власт на структурите на големизмот врз мене никогаш не стигна до таму да се манифестира со моје ставање конкретно за решетки. Иако сите активности и напори има да токму кон тоа. И второ, што за разлика од нив, каде што тие поради тековни своји активности против режимот или поради тековно сметање, односно брцање во очите на режимот, платија за своите или целосно измислени грешки или за некои минимални грешки од минатото кои што беа целосно пренадувани, предимензионирани и многу зверски наплатени. Јас бев млад, јас бев нов, јас немав минато и знаев дека не можат ништо од таа страна, од тој аспект или на таков начин да употребат против мене. Ама исто така знаев дека буквално со секој чекор и со секоја постапка што ја правам од првиот момент кога одлучив да го дигнам гласот, дека можам буквално до крајот на животот да поминам зад решетки и да изгубам мојата слобода. Повеќето од вас интимно ја познавате проблематиката и тематиката на граѓанските движења, знаете како тоа и како се одвиваа работите. Уште пред шарената револуција имавме протестирачи активисти, борци кои што беа ставани во затвор, кои што беа ставани во повеќе месечен притвор, кои што беа осудувани за кривични дела. Ама тие кривични дела за кои што беа гонети секојаш имаат една иста квалификација која што свика учество во кривично дело сторено од страна на група или толпа, односно тоа е правната формулација под која што владата на Груевски се расчестуваше со активистите кои што им сметат. Па на крај дури не мореа да го докажат, иако најчесто со признанија завршуваат тие дела, а на крај не мореа ни да ги докажат, доволно беше само најактивните луѓе од протестот да ги извадите таа средина и после протестот само умира без тие луѓе, бидејќи сте ги ставиле во притвор. Ама што од самиот почеток на шарената револуција ние дознавме дека УБК врши истрага за околу 20 луѓе од нас за велепредавство. Во моментот дека сме ставени под посебни истражни мерки. Уште тој момент стана јасно дека ако не ја победиме оваа битка, ќе изгубиме нашата слобода доживотно, бидејќи тоа се кривични дела со доживотни казни во затвор. Не ни беше важно. Со колку и да звучува неодговорно и незрело, не ни беше важно и можеби најголемата причина зашто јас од сите тие стотици и илјадници луѓе кои што учествуваа во шарената револуција, можеби најголемата причина зашто јас некако успеав да се избијам малку понапред и причината поради која што бев еден од најпрепознатливите после тоа е фактот дека што од првиот ден јас одлучив дека нема да носам маска на тие активности. Поради тоа што ги знаев последиците кои што можеа да следат, ама исто така знаев дека сакам со моето лице, со моето име и презиме да стојам за тоа што го правам и да прифатам одговорноста за моите постапки без оглед на тоа каква може да биде таа одговорност. Сега ќе скратам многу повеќе, бидејќи многу поинаку го замислував моето говорење денеска пред да ги слушам приказните од моите соговорници. Бидејќи обично јас говорам дека себе си не се сметам за жртва и тоа е така, тоа е вистина. И кога говорам на овие теми, се обидувам што е можно многу по-ладно и по-сувопарно да го одбијам суштинскиот разговор и што точно тој период значеше за мене. Мислам дека степенот на отвореноста на моите говорници пред мене и на говорниците кои што знам дека следат заслужува малку повеќе во оваа прилика. Како што кажав, јас имав привилегија да не поминам ни ден зад решетки за мојата борба. Тоа не значи дека е мал бројот на напади, на физички пресметки, на присилно апсење со прекумерна употреба на сила, за прекумерна употреба на сила при обид за растретување на протести, ниту пак за тоа на 27 што се случи, што е последниот насилен крик на режимот кој што беше. Така да од аспект на физичкото насилство имаше повеќе прилики, но тие работа ни беше да не ги сваќаме сериозно, да не даеш да те допрат, пошто ако те допрат, утре дента тоа
се гледа во твојата борба, едноставно не можеш да бидеш тука. И не можевме да си дозволиме борбата да трпи на сметка на нашето психолошко процесирање на што тоа се случува. Едноставно ги отфрлавме, ги стававме негде таму далеко во главата, несвесни дека ќе дојде ден кога сето тоа ќе пукне одеднаш. Имаше такви неколку случаи, нема потреба да ги навлегуваме. После тоа дојде случајот со уште една многу пореална закана од затворска казна, односно судењето за фарбањето на Министерството за култура. И тука уште една работа поради која што се чувствувам привилегиран, па дури недоволен во поглед на соговорниците, е фактот дека ние можевме да го планираме ризикот пред да ги, колку што можеме многу повеќе од моите соговорници, пред да ги извршиме работите за кои што знаевме дека после тоа може да ни земат за одговорност представниците на владата на Груевски. Може би единствена грешка во логистичкото планирање за време на шарена револуција што го направивме беше фарбањето на Министерството за култура. Логистичка грешка, велам, поради причина што моравме брзо да ја смениме целта на нападот, бидејќи знаевме дека Министерството си имаше утврдено пред зградата што требаше тоа да не биде мета на нападот и не земавме предвид, немавме време да истражиме, да дознаеме дека Министерството за култура е објект под културна заштита и како такво значи дека е кривично дело, кога го фарбаше не прекршно, како што беше случајот со другите згради, вклучувајќи го и собранието на Република Северна Македонија од зграда под културна заштита за ВМРО ДПМН да може своите криминални тендери да си ги спроведе, беше извадена за Драго Милјановски да може тендерот за куполите да го направи и да им ги даде парите на своите изведувачи. И се уште не беше вратена под културна протекција до времето на шарена револуција. Не земавме предвид дека зградата на Министерството за култура е под културна заштита и после тоа резултираше кривични обвиненија, кои што за среќа пропаднаа веднаш што беа тргнати тие строги стеги врз судовите и се увиде дека штетата која што целиот протест ја направи беше помалку од 200 евра, што е помалку од еден ручек кој што го плаќаа тогашните министри, и да од сегашните да не претерувам. Но пек тоа не одведе прво кон поинаквиот тип на виктимизација, односно јавното стигматизирање и јавното линчување преку нивните организирани структури, како што е дел и таа фотографија која што кружи таму, која што беше злепена низ цело Скопје, кај што не бев само јас, беа многу мои колеги и колешки претеници, каде што бевме именувани за предавници. И сега пред да преминем на 27 само ще зборувам за целиот тој таков тип на напаѓање. Психолошки е неспоредливо со тоа да не можеш да ги видиш звездите на вечер, или тоа секој парче облека да ти биде мокро и зидовите сами да капат вода. Но има една чудна језивост, има еден немор, кога знаеш дека не можеш да отидеш до предавници и не знаеш кој што ќе те погледа, дали те гледа за те претапи или те гледа за да ти пушти рака и да ти честит. И тоа е буквално постојано живење. Буквално ви кажам дека иако не чуваше полиција, тие периоди и периодите кои што следат, буквално проблем беше да си неш пошта да земеш. Не знаеки што може да се случи. Но сето ова што го зборував до сега, прво, да, си е тешко и така натаму, ама не беше никаков проблем за трпење до 27 кога биде. Сега тој нас го гледаме сосема по инаква призма, но во моментот на неговото случување беше многу различно. Да не забравиме дека во тој момент се уште ВМРО ДПМН имаше ефективна контрола на сите институции во државата, вклучувајќи полицијата, вклучувајќи армијата, што беше директно видливо со големиот број на полицајци и армиски службеници кои што беа дел од тепачите на 27 и со однесувањето на полицијата за време на самиот 27. Ама тоа како ние што бевме внатре го доживеавме нешто сосема друго. Прво единствениот контакт со надворешноста беше еден телевизор на Нова ТВ, на сега веќе осудениот Сеат Хоџа, која што не знам како, пошто никој друг не може тоа го направи, имаше доведено дрон и дронски снимаше што се случува пред собранието. Иначе собранието е едно од зоните кај што е забрането дронски да се снима, освен се разбира ако не си медиум под контрола на Груевски. И телевизорот беше заглавен практично на Нова ТВ, собранискиот, официјалниот телевизор беше заглавен на нивната пропаганда. ТВ Нова. Многу е битно, ама не. Моја грешка. Многу е. Денеска ни стигаат нас
Многу е значено, се извинувам јас за мојот пропуск, многу е значено таа, бидејќи и самата разлика Нова ТВ Нова е израз на пропагандата и на начинот на кој што тие се пресметуваат со своите неистомисленици. Односно на ТВ Нова беше фабрички заглавена, не можевме да го сменим и да сакаме, мислам, телевизор. И со дронската снимка, единствено што ние можевме да видиме големи толпи на граѓани кои што влегуваат во собранијата. После тоа се покаже дека таа бројка и објективно да била голема, ама не толку голема кој што ние мислевме. Нас не изгледаше дека има стотици илјади луѓе надвор. Односно само гледаш гужви и реки на луѓе као влага, и кога веќе пристанавме да гледаме што се случува надвор, беше моментот кога насилниците веќе влегува внатре. И кога врз основа на информациите што ги добивавме од нив. Првите зборови, мислам, да, имаше тепање, буткање и така натаму, ама психолошкиот ефект. Првите зборови кои стигна до нас беа: вие ќе умрете, дојдоа македонците да ви пресудат, надвор има 200.000 македонци кои што дојдоа да ви убијат, бидејќи вие се предававте на албанците. Само што тие насилници не го употребија зборот албанци. За нас тоа беше вистина. Врз основа на информациите кои што во моментот ги имав тие, јас немав причина да се сумнам дека стварно има 200.000 македонци кои што дошле да ме убијат, бидејќи мислам дека сум се продал на албанците. И да, тоа за мене беше репрезентативна бројка. Работата на која што сум најгорд е дека во тој момент си помислив, ако е така, ако навистина мојот народ ова што ние го правиме, го гледа како предавство, тогаш јас себе си не сакам да се сметам како македонец. Односно, мојата одлука во тој момент беше боле да бидам предавник кој што вака се бори за својата држава и да умрам сега и тука, отколку да бидам дел од групата што тие ја опишуваат како македонци. Неколку пати вечерта се простив од животот, мислејќи дека сега, тука ќе отидам. За среќа не беше така. И ќе бидам многу пократок за да им дам време на говорниците да зборат. Сите физички последици, тепањето кое што беше вече да тоа гледате снимки, и на снимките дури има и повеќе од тоа што од тоа на што јас лично се сеќавам, бидејќи 90% таа вечер мене ми е избришено, се сеќавам само на клучни моменти, од типот на како се движеа кога влегува, како организирано комуницира, како ги покрија излезите, на фактот дека не можеше да се дише и така натаму. Ама тоа поминува вака и тука е разликата помеѓу притисоците на кои што јас бев изложен и притисоците на кои што беа колегите изложени. И тука е привилегијата, јас не бев изложен на годишно страдање, годишно секојдневно преиспитување на смислата на животот и дали ќе го издржам ова. Ама па лошата работа во таквото епизодично изложување на таков тип на притисок е што не можеш па после да си ги најдеш механизмите за справување со тој тип на притисоци. И последиците кои што стигнаа после тоа се многу полоши од било кои последици што се случија на самиот 27. Психолошките последици, посттравматскиот стрес, со месеци неможност за спиење навечер, нокно мокрење, кошмари, се уште трајни последици, поглед на воспоставување односи, комуникации со други луѓе, панични напади, од димните бомби кои што беа пуштени, бидејќи претходно имав проблеми со белите дробови, имам трајни лузни на белодробното ткиво, поради кои што трајно имам хронично белодробно заболување и до крајот на живот ќе си го носам тоа, и од човек што беше спортиста и човек што младоста ја помина на улици неуморно барајќи правда. Јас денеска не можам повеќе од 200 метри да излезам право без да се задишам, не можам по скали да се качам. Не можам по-енергично да зборувам без да го почувствувам тоа на себе. И тоа е нешто што трајно ми го смени животот и квалитетот на животот кој што ќе го има понатаму. Ама повторувам, не се гледам себе си како жртва, се гледам себе си како борец, кој некои битки ги добива, некои битки ги губи, и борбата продолжува и мора да продолжи. Иако со господинот Бошковски не се согласувам за тоа што тој смета дека треба да биде третман за Ченто, со него и со господинот Рамковски се согласувам од загриженоста од режимот за Груевски. Тој се уште е многу силен. И груевизмот не е само власт конкретна на еден човек, груевизмот е начин на размислување. Груевизмот е склонноста кон поделбата на ние против они, а и ние и они сме едно исто, кој што мораме да научиме да работиме заедно, или ќе треба да се испопиеме еден со друг, како продолжиме да се поларизираме.
27 ја сум горд што имав можност да имам прилика да бидам дел од мнозинството кое што понеже презема власта од рацете на диктаторот. И дури последното, дури полегувањето од собранието, ја сум горд што таа моја постапка резултираше со фактот да, меѓу другото, со фактот Груевски да не може веќе да биде ни пратеник во тоа собрание после тоа. Односно во оваа држава да остане да биде само бегалец од правдата, кукавица, ништожник и осудено лице кое што се бара да издржува казна затвор. А мораме да ги извлечеме лекциите од тоа што се случуваше, никогаш да не дозволиме да се повтори, ама не само да не дозволиме да се повторат тие насилни однесувања. Тие не се се уште премногу свежи во сеќавањето, за да можеме толку така да ги повториме. Мораме сега погледот да го свртиме кон нас. Историјата покажува нешто, историјата покажува дека тие што биле многу виктимизирани, после тоа многу лесно стануваат виктимизатори. Че сега имаме една ситуација која што имаме многу добро организирана опозиција која што сака да се врати на власт, опозиција која што нема расчистен со своето режимско минато и со своите авторитарни, диктаторски и криминални структури. Имаме една демократска јавност која што поради дали оправдана, дали неоправдана, дали и двата типа на разочараност, толку многу цинична, едноставно веќе не сака да игра во тоа што значи битка за подобро утре. Ама исто така, тој тип на околности влијаат и ке тие од нас што решаваме да ја предложиме битката, влијаат да се стори една поголема агресија и отсутство на желба да дебатираме за проблемите и едноставно да ги осудиме сите работи како партиски организирани, партиски инструирани, како нелегитимен напад или нелегитимна критика. Мораме две работи да имаме предвид, ова сум малку и мотивиран од вчерашните случувања околу стигматизирањето и притисоците врз средношколците. Мораме да бидеме свесни две работи. Дека сега граѓанските критики, кога се против критики на политики и активности на власта, се критики кои што на некаков начин го таргетираат и нашето однесување или нашата борба. И ќе бидат критики насочени против нас. Како такви ќе бидат критики кои секогаш ќе бидат поддржани од опозицијски структури, дали тоа ќе бидат легитимните партиски структури или ќе бидат структури кои што не ги гледаме во најмалко е значајно. Тоа не сме да не биде причина да го делегитимизираме граѓанскиот револт кој што можеби седи во суштината на тие активности, и не смееме да се дозволиме од жртвите да се претвориме во прекршувачите или во ограничувачите. Сега, откога го кажавме тоа, како граѓани мораме да бидеме свесни за својата должност да се едуцираме и да се информираме. Фактот дека ние треба да го почитуваме правото на другите да се изразуваат политички и јавно да се собираат и мирно го изразуваат својот револт, не значи привилегија ние да бидеме неинформирани, да не правиме разлика помеѓу што е автентичен изблик на граѓански револт, што е партиски инструирано граѓанско движење, како што беше за заедничка Македонија, нешто што беше презентирано во јавноста како граѓанско движење, ама беше смислено, организирано, спроведено и контролирано од страна на партиски центри за моќ. И треба да бидеме свесни дека секој облик на граѓанска активност, колку и да е искрен, после тоа ќе биде подложен на партиски злоупотреби, дали во рамките на нивното спроведување, како што беше вчера, кога група граѓани отидоа на протестот и се обидоа да скандираат никогаш Северна, секогаш Македонија, или пак ќе биде злоупотребен после тоа во медиумското покривање и пропагандата што ќе следи по тој настан, како што се случува, гледаме десните левичари, гледаме убедувачите дека секој од нас е ист, како тоа го изведуваат вчера и денеска. И мораме да бидеме свесни дека секој од нас како граѓани го носи товарот на оваа борба. И дека секој од нас како граѓанин мора да знае што е што и кои се разликите, колку и да се мали, колку и да се суптилни. И мораме сите да бидеме свесни дека сите сме борци и дека некои битки ќе ги изгубиме пред да ги добиеме најзначајните, ама друг пат нема откажување, нема, бидејќи целта која што стои пред нас, односно трајно поставување на оваа држава на здрав темел и на здравни нозе, е поголема од мене, поголема од Велија, поголема од Лидија, поголема од Томислав, поголема од Ване, поголема од Джабир, од било кој од нас поединечно. И ако за нешто вреди да се пати, и ако за нешто вреди да се биде под притисок, тоа е тоа. Civil Media